Дали не знам колку бил суетен студентот што пред некое време полагал испит пред Нова година. Пошто не ги знаел одговорите на прашањата, на листот напишал: јас ова не го знам, Господ го знае, среќна Нова година. После Нова година отишол да види резултати од испитот, на другата страна на листот пишувало: Господ положи, ти падна, среќен Божи. Да, и кога сме ке новата година има така варијации на тема Нова година, вели Трајче, кај беше за Нова година? Вели дома бев. Абе јас бев дома, не те видов, вели. Да, се за Нова година и се пие, нели, алкохолот е тука. Еден висти го кажа пред 10 години со, дали трпе беше, ја го кажам со Мујо, што го прашале на суд, што направи со тие 100 кила ракија што ги украде. Вели, пола ја испив, пола ја продадов. А што направи со парите што ја продаде, и тие ги испив. Добро кажи дека испив све. Па кажи дека испив све, да му се не види. Следната случка исто на тема ракија, нека биде за овие наши граѓани или пошироко што се подкатегоријата шкрти народи. Шкрти народи, нели, нека бидат власи, егејци. Ете така, нели отишол кај комшијата или пријателот, му рекол: тури ми од таа ракијата 25 годишна. А овој му вика: ако турав на сите, немаше да биде 25 годишна. Супер, а вика, двајца во Крушево, нема ништо, Крушево. Во кафиче, пијат пиво, нема никој, сами, другари. Молчат, не може ништо да прават, трже. И по едно време тој еден од бугарите: дај уште 2 пива и саат едно си гледаме. И викам: кај ти е саатот, кој пат ја гледаме? Од татко ми, пред да умрем, ми го продаде. Така е, да, нема грече, тоа се снима, се обработува. На иста тема некаде слично е и со тој што одлучил да го остави алкохолот. Вика: одлучил да го оставам алкохолот, а овој му вели: ако веќе си одлучил да го оставаш алкохолот, тогаш остави го кај мене. Да, Инаку не сме го правилно овек, јас завчера прослави 2 години од непиење алкохол. Браво, Иван. Без ракчува, но посебно ми е добро. Да, 2 години на новогодишната ноќ, со Весна Беби бев со децата. Само ми се кажа, апаратчето се вклучи, и еве издржа без. Па и добро е, добра одлука. Така да новата година сега ми Значи, ова е имаме деклета. повод од смртта на нова година, че ја прославуваме. Јас прославувам. Ете, така е сега нова година и останатите слави и обични денови, одиме често во кафана, па може би не сте го слушнале, вие драги мои пријатели од мојата банда или гледачите крај малите екрани, за келнерот кој заспал во кафаната. Не, кажа. Празна кафанава, нема никој, овој задрemал. Поминал газдата, комопнал една. Па стани, работи, бе, му вика Стокол: зошто те фаќам? Работи! Добро, вика, нема проблем, се извинувам. Под некој ден газдата седнал и заспал. Келнерот, одење, таа келна, станува, кој ме удри, бе, не знам, гужва е, бе. Сега ми е шанса. Да, и така натам. Така да, на мојата банда ја среќна нова година, пошто имам вечерва настап. Војче, ти Па да, благодариме да, што не почести со Публиката ме чека. Значи, оваа 2020 година да биде подобра од сите досегашни, не само од 2019. Нема да биде подобро. Не, мораме да си посакаме. Да, среќно, поздрав и се гледаме во некоја друга емисија. Браво, Благодарам.